Здраво, еве сме на уште една епизода. Овој пат сакам прво да се заблагодарам на вас, гледачите и слушателите, за вашето трпение. Знам дека никој не иде на YouTube за да гледа реклами. И ние во обид да го одржиме тоа што го викаме ние подкастерска шема, сепак имаме пријатели кои што ни помагаат во реализација на подкастов. И за тоа ви благодариме што сте трпеливи за овие први минута, 2-3, кога посветуваме малку време на нив, но за вас сакате рипнете, сакате прочитајте у описот, у секој случај вашата подршка кон нас и вашата помош, освен што не гледате и пратите, е и тоа што ги трпите тие неколку минути на почеток кога сепак се заблагодаруваме. И нормално на кој се заблагодаруваме? На FitGuru, сервисот кој што доставува здрави и убави приготвени оброци, спремни за јадење директ, ги носи на врата секој работен ден. На нивниот сајт fitguru.mk има најразни опции, ако се решите да се претплатите за нешто, BIC10 кодот ви нуди 10% попуст. Благодарности до Best Way Solutions, CrossFit Скопје. Благодарност до тебе, Жаре, што сме уште тука после неколку месеци. Тераме не се даваме. Како што реков, благодарност до вас. Денес епизодата е за постење. Прво се извиниме за моите occasional шмркања и гласот. Жаре е на крајот на стинката. Show must go on. Фала што најави. Ке видиме што може Извинете пред време, што у да постпродукција ќе видиме колку може да го намалиме тоа. Шала на страна. Браво и што дое уопште тука. Мислам, знаеш, на многу луѓе оправдања ќе седи, ама окей сме. Ја го прележав, нема се кире мене. Пред некоја недела. Затоа и чуден ми е гласот. На кратко, значи, само да објаснам, што да очекувате од епизодата. Немаме гости, недукативно. Немаме гости, ја и Жаре сме само, кој што реков, ќе збориме за постење. Зошто, како? Не она великденско постење? Не великден, вистинско постење, најразлични протоколи, форми на постење. Може и често ќе користиме зборот фастинг, тоа е тоа. Чисто за ако оправдано ви, ако си мислите што има сега да слушате теорија за постење, отвори си Google, читај си најнормално, да. И чисто у најава да ви кажам дека после кратко теориско објаснување, уствари ќе следи вистинската причина зашто мислиме дека ќе има поента епизодава, тоа се споделувања лични искуства. Практичниот дел. Од мое лично искуство, од искуство на Жаре и некои негови пријатели, роднини. И јас сум моментално на 3-дневен пост и сум моментално на 6-9 саат. Додека завршиме, додека се прибереме, јас овој пат постев, сакав и си зададов цел, ова ми е трет пат во животот, 4ти обид, трет успешен, да направам пост од 72 саата. Така што после кратко теориско објаснување, ако сакате на таймстемпови доле, кликнете, рипнете, отидете кај што ќе раскажуваме лични искуства. Пред да преминам, Жаре, имаш и ти прашања. Во врска со постов? Со епизода, со фастинг, со било шо, оти оваа епизода е моја. Тргнете, пак имаме додатни, пропратни. Што не знам, што ме интересира, ќе те подпрашам, ќе те прекинам. Тебе прво, не ти ни текна дека уствари си постал некад 48 сата, прво мислеше дека си неупатен. Да. А да, колку кога ми одамна? кажа прв пат, уствари, нели ти реков, ја знам, многу пати сум практикувал, ми рече,
Да, Живо ова е јас тренирам, моја идеја. ќе искористам епизодава, јас да научам нешто. И Ама пред после некој ти ден ми текна. текна дека ја устари 48 сата го правев, се ти после ќе ми кажеш дали било правилно или не. Зашто со некоја течност, со јабука, целер, краставица ми рекоа, Не. тогаш не ми се важи. Чиста Еднаш вода. на ден, литро и пол, текна 2 дена Ти требаше. си правила еден друг протокол. Ама Прочистување чекај, значи ти на- не го правиш случајно. Ти си Не. кажа 48 сата 48. нешто правам. Да, имав другар еден што го направил. Вика, убаво ти е за прочистување за детокс, устари, така ми го продаде он. Викам, ајде, ќе пробам. Храна не јадев, кафе, вода и напитоков. Не знам колку грама целер, краставица, јаболко. Да, ништо. Ти си Протеински чиста. шејк ми рече не. Не си бил на фаст. Тогаш не сум бил. Готово. Не сум бил на фастинг. Кафе и вода толку. Може еден Крај. ден сега болен И која бев. евентуално- 24 часовен да истерав толку. Да. Ама во најава пак имаш многу добро искуство од брат ти, Од брат ми, да. кој 38 што дневен. има праено екстремен, пролонгиран фаст кој што мене ме импресионира и ќе сакам па и од тоа да чујам. Да. Го распрашав убаво, го испрашував преска, така да спремни сме. Да не должиме многу, Теоријата тргнува сега. ќе и кој што најавив, значи сумирам еден куп информации што од интернет, што од подкасти, што од книги, теорија, искуство, некоја општа информираност, како и да е. Со право може да го рипнете овој дел или да идете си прочитате подетално. Јас сакам на кратко да објаснам што се случува некако биолошки, физиолошки во различните фази на 72 часовен пост. И ќе одиме така, фаза по фаза, па после ќе си се надоврзуваме. Сте јадале и од сега натака веќе не јадете. И ги броиме сатите од последниот оброк. Првите 12 сата, нормално, телото дигестира храна, во кое време, зависно од што сте јаделе, најверојатно има нешто јаглехидратско, тоа предизвикува и растење на инсулинот. Телото за енергија преферира гликоген. Ако има гликоген, гликоген ќе користи. Гликоген се чува во форма на глукоза, која што доаѓа од јаглехидратите. Мал подсетник, јаглехидрати се ориз, компир, зеленчуци, овошја, лебови, пченици. Ич не ми се ни спомиња процесирани, Комплексни пасти. комплексни овакво јаглехидрати, значи пасти убаво рече, и благи, и чипсови, и чуда. Битно, глукозата доаѓа од јаглехидратите што ги внесуваме. При дигестија на јаглехидрати се разложуваат во глукоза, таа глукоза се чува како гориво, како гликоген, во мускули и црн дроб. Се додека има гликоген, телото ќе користи гликоген. Толку не навлагам повеќе, кој што реков, за многу повеќе си постојат многу посоодветни извори на информации. На кратко, да спомнеме и мала улога тука и на хормони. Часовите набрзо после јадење, кој што рековме, расте инсулин. Најпроста форма зошто инсулинот е за да му каже на телото да почне да разложува глукоза за енергија. Тоа е улогата на инсулинот. Една од многуте. Поминале 12 сати, инсулинот почнува да паѓа и хормон наречен лептин кажува кога си сит, тој опаѓа, а хормон наречен грелин кажува кога си гладен. Тој почнува да расте. Ке стане подосна јасно зашто ги спомињаме овие. Толку. Значи, тоа е некоја прва фаза Ова се за 12 од сати. 12 сата нејадење. Ако, да речеме, си спиел 8 и си рипнал доручек и ти се погоди после 12 сата да јадеш, ти уствари си таргетирал, ако ти е тоа целта, мала
регулација на хормоните. Инсулинот ти опаднал, не си дозволил пролонгирано долго време да имаш инсулин во крвотокот. Ќе кажеме зашто е тоа лошо. Сега зависно од што е јадено, наредната фаза е 18 сата. Меѓу 4 и 18 макс е потребно да телото заврши комплет со секакви резерви на гликоген, дигестија, разложување, инсулини, чуда, се што кажавме веќе, после 18 сата нема такво нешто. Што значи после тоа телото мора да се префрли на друг извор на енергија. Набрзо одма после тоа имало некој процес што се вика липолиза, кој што е кога триглицериди од мастни клетки се конзумираат, се дигестираат ли, како и да е, се користат за гориво. Значи, триглицериди почнува да се користат масти за гориво. Исто така и аминокиселини. Затоа што веќе нема гликоген, нема шекер, нема јаглехидрати, мора да почнеме да користиме масти. Тоа не трае многу, затоа што веќе после дефинитивно 18 сат, телото мора да се префрли во друга фаза, наречена кетоза. Кетоза е кога телото почнува да ги користи резервите на масти во телото како примарно гориво. Во овој процес на разложување на масти, телото почнува да лачи кетони. Тоа се молекули што црниот дроб ги креира од масни киселини. Во оваа фаза инсулинот е веќе многу низок, скоро непостоечки. Но еден друг хормон, контраинсулин, е глукагон. Мора да признам, овој неодамна го научив. Глукагон е хормон кој што го контролира нивото на шекер во крвта за да почне да расте. Без јаглехидрати, без шекери, се лачи глукагон со помош на липолиза и некои други процеси за да може да врати ниво на шекер во крвта иако немаш внесено ништо. Ова мене ми беше страшно интересно. И ова е исклучиво за да спречи прениско паѓање на глукоза во крв, шекер во крв. Што значи ова е некој мини мит. Ја кога го читав дека шекер во крв ќе падне и крај, ако не, си има телово бесконечно начини како да се регулира. Значи, иако си на нула, не си внел веќе 18 сата, нивото на шекер во крвта си држи некоја потребна граница. Ама таа доаѓа од липолиза, а не дигестија на јаглехидрати и слично. Преска рековме, тие првото инсулин, некој тип на постење што можеш да го правиш е едноставно да рипнеш доруче и ќе те фати 12 сата. Ако сакаш да го таргетираш, значи да го иницираш и оваа фаза, така чат пат у животот, да влезеш у кетоза, да влезеш у глукагон и такви ствари, тоа веќе постојат други протоколи како intermittent fasting. Тие ќе ги објасниме понатака, ама според фази веќе стане очигледно кои протоколи за постење, кои точно фази ги уклучуваат, ги активираат низ тело. После 24 сата веќе почнува еден процес што се вика аутофагија. Значи, после последното јадење, 24 сата нормално се, грубо се бројкиве, да? Секој тело е различно и така натака, да не ги внесувам сите тие disclaimers. Како и да е, аутофагија е процес, просто објаснето, е процес на, како беше, се почнува да се поправа себе си самото тело. Почнува да ги отфрла оштетените клетки, мртвите клетки, самите, и не само, не цели клетки, туку клетките и компонентите на самите клетки. Значи, самите клетки се ослободуваат од компонентите во клетките што се стари или не функционираат најдобро. Тоа е некое по, не знам какво објаснување
за аутофагија и што значи да почне телото да се поправа себе си. И тука почнува еден веќе недообјаснив процес што се вика чистење на мозокот. Неверојатно нешто се случува од аутофагија и во мозочните клетки, ама кога се кажува чистење на мозокот во теоријата и во праксата, после 24 сата веќе почнуваш да осеќаш ја искрено не го осеќам овој момент, а луѓе како на brain fog што го викаат, као магла. Премногу здраво и активно живеам и ја немам осетено да почнам да заборавам, знаеш, меморијата не ми работи или зборовите не ми доаѓаат доволно брзо, па не можам да се изразувам, или термини не ми текнуваат, или на работа сум непродуктивен, ама многу луѓе репортираат дека после 24 сата осеќаат дефинитивна разлика дека мозокот им работи поубаво. Поубаво им работи? Поубаво. Како полесно можат да се присетат фокус на зборови, на идеи, на концепти, на мемории, како да им се тргнала некоја магла што не биле ни свесни дека ја имаат, додека не го осетиле ова чистењево. Нешто друго што ја почнувам веќе да осеќам после 24 сата, што валјда спаѓа у чистење на мозокот, е малце по емотивна разлика, по емоционално, например, не избувнувам лесно. Не си поемотивен, него си поконтролиран со емоциите. Немаш ништо не те нервира, смирен си, порамна линија, очигледни дешавки низ животот што знаеш дека обично ќе ти изнервираат, не нешто многу, ама онака да ти дое, како не ја осеќаш таа потреба. Тоа е нешто прво што почнувам ја да осеќам тука негде после 24 сата. Некоја смиреност. Така, баш така, смиреност. Нешто многу друго важно што ишто се случува во врска со аутофагија е што во тој целиот процес на чистење на телото се намалуваат инфламации, се убиваат канцер клетки, се чистиме од дефектни протеини, што е некаков си сомнеш за Алцхаймер. И важно се напомене дека тоа е природен процес, што си се случува многу повеќе и често додека сме млади, но како старееме, самиот процес опаѓа. И скоро и да не се случува, освен ако го изфорсираме со постење. И се мисли дека со аутофагија, која што е иницирана од постење, се намалуваат ефектите на старењето и се продолжува животот. Аутоимуни болести, така натака, се е тоа во штом почне аутофагија. И сега, пак, или да не ги споминам, значи тука сум, после ќе ги поминам, ама станува очигледно под кој протокол на постење би го активирал овоа. Кој да е протоколот што ти направил да не јадеш 24 сата? И сега има најразни. Јади 3, не јади 1, јади 5, не јади 2, не знам, рипа и оброци. Како и да е, ќе си се снајдете, ние ќе ги наброиме после на кратко. А интермитент е уствари која дел јадеш, дел не јадеш, така? Интермитент фастинг е апла. 8 со 16, 4 со 20, 1 со 23. Буквално може да си се преведе терминот е повремено постење. Повремено постење што се одржува во 24 часовен циклус. Тоа што пирузе сега го гледам, 1 сат јаде, 23 да. Значи било каков распоред на сатите, тоа се time window, значи прозорецот во кој јадеш, прозорецот во кој јадеш 4 сата, 8 сата, може да е 1, 4, 8 до 12. До 12. Ако јадеш во поголем прозор од 12 сати, тоа значи дека никогаш не си нејаден не влегуваш во подолго од 10 сати. Што значи никогаш не активираш ништо од ова. Така. И ако размислиме за просечната диета на луѓето, ако јаде пред да си легне,
3 оброка на ден. И тоа збориме не вечера, грицнал и Толку. залаче пред Чао. легнување и да спиел 8, дај Боже, супер, ако спиел 8, ама ако одма доручкувал нешто и пак, макар и залак, Една банана фукнал, чао, привет. ништо. Не си ги активирал ни регулацијата на инсулин. Значи 12 сата не јадење, 12 не јадење е минимум за да можеш да кажеш дека нешто си Аха. постал. Добро. И затоа сега тие прозори за јадење почнуваат од 12. Аха. Било како и да ти е прозорот, се нарекува intermittent fasting. Дали јадеш 12 сата, 8 дали со јадеш 6. 8, 6, 1, или не го ни броиш, едноставно јадеш еднаш од денот и крај. Има и такво. 15 минути. Да, има и такво. Сите овие, зависно колку си издржал, ќе таргетираат, ќе активираат некои од ствариве што ги набројавме до сега, најспецифично аутофагија. Значи, ако бар за нешто се мотивирате да правите, бар аутофагија е прилично лесно да ја фатиш 24 сата. Ако не јадеш, ќе ја буцнеш бар малци. И ако го правиш редовно тоа, оти аутофагијата не се случува после 24 сата и после не се случува. Таа тогаш почнува да работи. И сега, се што ќе набројуваме после, се си се акумулира едно во друго, си продолжуваат да си работат. Значи, колку подолго работи аутофагија, толку подолго трае тој процес на себе поправање. И се од теорија колку пати е добро 24 часовен пост, на пример? Човек, На знаеш, 10 дена, на месец. знаеш како сум вишел оваа фаза на животот со луѓе, колку сакаш. Ама не, као бенефити да се видат, има ли некој терк, некоја теорија Нема што ти терк, дава? човек, нема терк. После Пак ќе си- влеземе у лични примери. Да, па и брат Ама- ми рече многу индивидуално, вика. Индивидуално е, убаво е да се проба. Знаеш, за мене е Пробај, греф, да, пробај, за па- мене е греф ни еднаш во животот да немаш. Се друго ми е плюс. Така, Бар си пробал, си видел, окей. бива, не бива. Идемо далje. 48 сата од последниот оброк. Почнува значително многу да се лачи human growth hormone. Буквално преведено, тоа е хормон за раст, за човечки раст. И тоа, за тие што може не знаете, human growth hormone е толку силно потентно хемииче што се користи за допинг. Да, да, 6 Значи, месечни циклуси. И една доза инекција или што и да е, што имам читано по интернет и се мери во стотици долари. Да, скапи. За да си се допингуваш со human growth hormone, со хормон за раст. Зошто е тоа битно? Затоа што некој што тренира како ненормален, го Recovery троши телото, не е доволен нормален recovery, нормално одмарање од оброци, му треба екстра хормон што ќе иницира како си кажа, синтеза на протеини, мускулни ткива, тралала. На 40, после 48 сати нејадење, телото природно почнува да си го лачи и тоа според некои мерки од 10 до 100 пати повеќе од што ти го имаш онака ни секојдневието. Значи ти имаш некоја микродоза. Сите ние имаме некоја микро бейслайн. Со deep sleep на- се бусташе, нели исто? Да, ама мора, нели, ти ако размислуваш логично, ти сите ние си се опоравуваме од ден за ден, иначе така. И таа е некоја микродоза што чат пат кај треба да поправи некое воспаление, си се шинал, си се истегнал, тоа е, така се опоравува. Со хормон за раст, тоа е тој што ќе му каже на телото, на тие и тие протеини, Само лекувачки процес. идете што го- таму, синтезирајте, тралала. Арно, ама, во оваа фаза, толку е пораснат растот на тој хормон, што е 10 до 100 пати повисок од тој некој нормален секојдневен бейслайн. Кај дојдовме? Так, и кој што реков. 48 сати. Да. Тоа е за да се стимулира поправање на мускули и зачувување на lean muscle mass. Значи, затоа што веќе телото оти веќе влагаме во сериозна глад. А ќе влеземе после у психолошкиот момент.
Ова е веќе сериозна глас, ова е веќе стрес за телото, веќе мора да преживува. И ова се само будења на некои, пак ќе се вратиме 2 милиони години еволутивни процеси, нешто што нашаво тело си го има природно како капацитет да се справува со стресови. Многу нормален стрес било порано да не јадеме секој ден и за да се зачува мускулната маса, за тоа толку екстремно многу се лачи овој хормон после 48 сата и бајдове од искуство тогаш се тие вистински гладни моменти. И by the way, тој грелин, кај беше? Тој грелин хормонот што го рековме, што кога се лачи уствари дава сигнал за глад, е прилично изразен и се мисли дека тој е тој хормон на екстремна глад, што му кажува на телото дај ми хормон за растот и ќе почнам да губам мускули. Така се мисли. Но како продолжуваат саатите, тој грелин продолжува да си расте и да си паѓа во текот, значи веќе влагаме у третиот ден. Поминале 48 сата, сега сме у третиот ден. Сме у твоја фаза сега идеме Јас, натака. така, од вчера вечер, јас сум у оваа фаза. Вчера вечер беше, ќе објаснам, гладта вистинска, ама ова се некои информации што ја не одам да ги дознав, затоа ми е интересно да ги споделам. Грелин во текот на третиот ден се стабилизира, веќе он си се лачи и си опаѓа, ама со многу помали пикови и гладта се стабилизира. И Сваќа дека го игнорираш. Јас сум, еве сме скоро 17 сат, не осеќам глад. И неам осетено од вчера вечер. Арно, ама вчера вечер. Ке кажеме, чекај, само да довршам, имам уште 2 фази и тука сме. Од аспект на протоколи на постење, тоа е тоа. Треба да не јадеш 2 дена. Кој да е протокол? 5 дена си јадел најнормално, 2 дена не си јадел, тоа е. И ќе го активираш овој хормон за раст. После 54 сата, значи негде на пола трети ден, заради долго време немање никаков инсулин, целото тело се рекалибрира од аспект на колку е сензитивно на инсулин. Зошто е ова важно? Значи, тука веќе 54 сата инсулинот е на најниско можно ниво, а кетоните си растат. Зошто е ова важно? Инсулин резистенс, значи отпор на инсулин, е нешто што се случува кога телото е во пролонгирана состојба на покачен инсулин. Во превод, нормалната современа исхрана. Што води кон дијабетес. Во контраст на ова, инсулин сензитивност, што се случува кога се пости, помага за да се одржуваат поздрави нивоа на масти во телото, намалува инфламации, уште повеќе продолжува аутофагија и нормално, по зборот, го прави телото поосетливо на инсулин. Што значи, кога ќе опрекинеш постот, кога ќе се вратиш да јадеш и кога ќе внесеш пак шеќер, многу помалку инсулин треба да лачи телото за да го активира истиот процес на разложување на јаглехидратите во гликоза, отколку претходно. Затоа што сензитивноста на телото се намалила. Кога нон-стоп сме, како и се друго, ако си нон-стоп подложен на нешто, ќе почнеш да развиваш толеранција на истото. Отпор на инсулин е таа толеранција. И така помножете си сега 10, 20, 30 години и некои луѓе едноставно за воопшто да може да процесира парче леп, огромни количества на инсулин треба да лачи, а посебен час, посебна епизода е за што тоа значи. Затоа што сето, тоа е Да, вид развиваш отров. толеранција на негативно уствари. Како и секој друг лек. Да. На 54 сат веќе според тоа што мереле се очигледни, веќе се лабораториски мерливи разлики на таа сензитивност што телото од поново си ја Има ли изградува. некоја студија, истражување шеќераши, тоест луѓе со дијабет,
со инсулин 3 пати на ден, дали се тргнале од ова? Да. Многу, безброј случаеви. Значи топло препорачано за шеќераши оваа работа, константно. Да, ова е, ја го имам читано, премногу истражувања веќе има во Америка, може и низ светот веќе има клиники посветени на постење и на бенефитите на постење, и први што доаѓаат да се лечат се диабетичари, канцер пациенти. Таму веќе збориме за клинички мониторирана најдобриот фаза начин што може на да добиеш. постење, кај што веќе збориме за 10, 20, 30, 40 дена. Ракови лечат. Комплетно лечење диабетес. Нула потреба од оние боцките и чудата. И да довршиме со теоријава, на 72 сата од последното јадење. Ова е beyond me веќе, ова е над мене, не го ни разбирам, апла ќе отчитам. Некој си хормон наречен IGF-1, Insulin-like growth factor, не го ни преведувам, кој што е инволвиран во раст и развој, почнува да опаѓа, а ова пак тригерира, му кажува на телово да почне да продуцира stem cells, матични клетки. Ова е после 72 сати. Ова е на 72, да. 72 сата. Аха, со комплетирани. Па изгледа вајда тука негде при крај, јас се надавам дека сум сега тука негде, ама грубо така го пишат обично, дека 72 сата пост почнува да се активира некој процес кој што креира, значи ова мене исто прв пат, јас за матични клетки верувам повеќе од нашите гледачи слушнале од пред некое време. Матични клетки се активира пред 10 на 20 години од папочна врвка, ќе зачуваат, па после помага за најразни болести и за не да Боже за уидни на детето. Да, за лекување на различни начини за лекување. Супер. Битно тоа се клетки кои што се можат да се претворат во било која друга клетка што на телото му треба во одредено време. И било огромно како сика пронаоѓање научно. Било онака кога откритие, да. Било огромно научно откритие кога виделе дека уствари телово може само да продуцира матични клетки дури и во некоја возрастна фаза, не само кај деца и бебиња што растат у стомак. Што само по себе мислам дека, значи, ако е една причина ви треба за постење, тоа е тоа. Креирање, значи покрај матични клетки, најверојатно поврзано и со овој процес е исто така се креираат и нови immune cells, клетки што имаат улога во имунитетот. Се намалува оксидативниот стрес, кој што знаем сите витамини нели се антиоксиданси. Има причина зошто сакаме да сме антиоксиданси. Тој оксидативен процес е стрес, тоа е тој процес што како и кога ќе запалиш дрво, од дрво ќе стане пепел, такво нешто се случува и со клеткиве наши. И сето ова комплетно е нешто што се верува дека помага во превенција на старење и канцер. Толку со теоријата. Спомнавме, ама отприлика и се очигледни. Ти спомна intermittent fasting. Тоа се различни протоколи за како, ако веќе си решен да постиш, како да постиш. Како и се друго, бар у спортов ние сме навикнати дека кон се треба да пристапуваш со некоја прогресија. Сега јас сум на две гледишта сум тука. Од една страна, за некој заинтересиран, што би сакал да почне во оваа авантура на постење, има како да прогресираш. Никој не вика дека треба одма. Ама од друга страна, па исто сум на гледиште на зашо па ти е толку лесно. Или реши, прави, исто ќе ти биде. Исто ќе ти биде. Ама да признам, полусвесно, полунесвесно, ја уствари
задниве неколку години, повеќе од 3 дефинитивно, можеби 5, несвесно сум ја направил прогресијата уствари. Што е прогресијата? Low carb diet. Диета со многу ниски нивоа на јагле-хидрати. Ја тоа сум го правил од тренинг аспект. Ми требало да активирам повеќе метаболизам на масти, што за кето. долги тренинзи, и сум си составил на кето. Зашо ова помага? Затоа што полека како да се ослободуваш од некоја завист од јагле-хидрати. Оти првиот бран на глад, лажната глад што те фаќа, е затоа што кризираш од шеќер. Ами за атлети на издржливост како тебе Така. супер гориво дизел, ствари. Ама за тие што не биле на такво нешто, а сакаат да си го олеснат процесот, зошто е ова прв чекор кон олеснување на процесот, е за да немаш кризи. Луѓе што си јадат најнормално лебови, благи, свашта, кој ќе почнат да постат, уште последва 13 сата криза ги фаќа. Буквално криза. Таа криза е јагле-хидрат. Ти кризираш по јагле-хидрат. Ако си научен неколку месеци да функционираш на исхрана што има многу малце јагле-хидрати, ќе можеш да си го олесниш тој прв чекор. Нареден чекор е веќе рековме intermittent fasting. Значи почни, рековме 12 сата да не јадеш. Така неколку недели, денови, колку сакаш, кога се тука веќе ние го викаме протоколи, ама нема протоколи, ние ќе ги наброиме кој како сака нек си ги прави. Битно од 12 сата почнуваат. После тоа зголемувај си го тој прозор. Не јади 16 сата, не јади 18 сата, не јади 23 сата. И пак нема, ти преска праша колку денови. Што ти кажам, ја има периоди кога не се замарам. На времето кога ќе ми текне да се замарам, обично правам 24. И у тие 4 сата, како на секој сат јадам. Од ја па морам да надокнадам многу калории за тренинг. После нека време нема да правам ништо. После ќе ми прдне, сум се најал нешто многу лошо, да речеме, и ќе си кажам, до исто време утре дента нема да јадам. Ке се казнам се, не. Чисто да си ги избришам шекерите, торта сум бутал, некој чепс, кој знае што е, еднаш 2 недели. Не се ни замарам ни толку. Сега ние со подкастов, знаеш, некад на луѓе кои знае им делумаме Шаолини, Буда, не сме ни толку. Нормално си се опуштам, не се замарам. Ти си поиш од мене. Ама и тоа спаѓа под intermittent fasting. Некад до толку сте се заситиле, ја обично така правам. И дури унапред знам, сикам, леле, денес, ова, бута, фона, бута, дај саки се докрајчам, благо, чипс, тури, кока-кола, Уште дај... еден чипс. Ки не ди алкохол еднаш у 3 месеца ќе пробаш. И сикам, чекај, кога завршивме? У 10 вечер. До утре ја не јадам, до 10 вечер. И обично нешто се случува. Доаѓа 10 вечер и сикам, нема сега да јадам. Си легнам. И 36, така да ја 24 ствари немам баш направено. 12. 24 немам направено, обично кај 30 ме фаќа. После тоа можеш да скокаш ден, можеш да се врзаш 2 дена и на крај да врзаш 3 дена. Едно нешто тука што треба да напоменам, и ова информација што вчера ја прочитав, собирајќи се, спремајќи се, е за жени, еден дисклеймер, како важна напомена. И нормално жени ве молам, истражете си повеќе, и мене лично многу ме интересира во кои фактори и на тренинг и на постојање на било што, како жените треба различно да пристапуваат кон овие работи. Ја што прочитав на кратко е од првиот до 10-тиот ден од менструалниот циклус нема никаков проблем за било какво постојање. Сакаш ич не јади, сакаш интермитент, вака онака се што набројавме до сега. Од 11 до 15 ден, кога од прилика е овулацијата, ако веќе сте на некаков фастинг, овие 5 дена не е пожелно да постите повеќе од 15 сата. Не е пожелно. Не е пожелно, значи максимум. Као ако си на некаков
ако си на некаква intermittent fasting диета. 15 сати нејадење е као најмногу, така викаат. 22 до 28 ден грубо е валјда кога е крварењето. Тогаш не се препорачува никакво постење. И зборам со сопругата и викам, скоро се тачно, како ја дори имам добиено да не јадам, па ќе убијам. Или имаат нагони за Ќе благост. убијам некој. Ќе убијам, значи то очигледно некакви знаци телото дава Да. дека нема тоа. А и логично е, кога ќе размислиш тоа тотално други циклуси се и затоа многу би бил благодарен и ако ми пише некој, и ако ме посочи некаде поише да дознам, од секогаш многу сакам да ги Да, да различни се сме, информирам многу поише за ова и се извинувам ако и ова е тотална утка, ја вака го прочитав. Немаме Признавам искуство, дека тој појма немам, дури и кога викам жени на подкаст некојаш, многу ме интересира и тоа, што од аспект на тренинг, например, прават различно. Сега ти преска убаво ме праша, како да се прекине постот. Зависно од колку долго не сте јаделе, и тука веќе преминуваме во лични искуства. Тука ќе биде новиот чаптер. Сега веќе зборам од лично Прво што ти се искуство, а и случило, кажи си на нормално 48 сат. така да. Не знам кога го спомнам, тоа има психички причини и свашта. Со нагоното на кој е највисок оној хормонот за глад. Да, чекај, не, ќе нам до тоа, че друго ми беше сега. Значи, имаше ова Како да се прекине не, постот. мала тангента. За сите што не критикувате за многу често користење англицизми, еве еден типичен пример за збор кој што иако демек имаме превод, значи тотално различно. На англиски breakfast е break fast. Прекин на пост. Тоа е буквалната смисла како концептуално идеолошки што значи терминот breakfast на англиски е прекин на пост. Нормално дека нема во нормален говор да убацувам англицизми и да кажам breakfast, затоа што имаме наш збор доручек. Ама доручек е до ручек. Тоа е тотално различна ствар од прекинување на пост. До оброк, до ручек. До ручек. Вака концептуално, мислам дека не треба уште да продолжам да објаснувам, ама еве еден банален пример зошто некогаш многу поинтуитивно ми доаѓаат да користам англиски зборови, затоа што идеолошки, концептуално на друго нешто мислам. Break fast. Прекин на пост. Според мене, до 48 сата, ја бар не сум се замарал. Ако сум постал 48 сата, првиот обрек после тоа, што и да ми било нормално у таа фаза на годината, дали сум јадал кето, дали сум јадал ореви, што и да е, зависно од тренинзи, си продолжувам кој што сум бил. Кога постам 72 сата, еднаш се заебав, јадев салата со blue cheese. Мислејќи дека јадам лајт и чисто фет, демек немам јаглехидрати, нема да спајк на инсулинот. Ама некои киселини ми се створија, некои како ме болеа вака вилиците, како боцки вака ножеви во вајда кај што се лачи плунката. И сикаме изгледа се заебав. не е ова лајт. И после тоа веќе првиот оброк после 72 сата постење мене ми е некаква чорба. Денес моментално ми се крчка најобична супа со морков, кромит, лук, нешто зеленчук, која што ќе ја ставам кога ќе се приберам, еве сум више 71 сат влагам, кога ќе се приберам дома, ќе ја ставам на блендер за да ја направам како крем супа. Поташ. Ја лично не чекам многу после тоа. Ова ми е вајда само колку да го
како да му дам, да го разбудам желудникот, да му кажам, окей, спреми се, ќе почне да иде храна, ама не ми се шокирај одма, еве ти малце, течно, уживај и нема ни пола саат после тоа си продолжувам со Што јадеш од сега? што си јадам, што ми е исхраната диетата у таа фаза. Сега Преска ми кажа со првиот оброк нешто. Така. Сега Многу интересна информација. почнуваме у фазата на епизодата кај што збориме зошто. Една причина зошто се сите овие биофизиолошки причини зошто. Искрено, ја не правам постење заради тоа. Ја правам постење заради други причини. Една од првите очигледни причини што мора да ги спомнам е ќе има врска со една од претходните епизоди, а тоа е со допаминот. Во процесот на постење сваќам, бар ја и од читање туги искуства, дека почнува да ти се менува односот со храната. Почнуваш да сваќаш дека 99,9% од времето и од желбите зошто јадеш немаат врска со глад. 99% кога не постиш никако, онака си живееш и си јадеш, кога постиш, сваќаш дека се до тогаш ти си јадал ради нагон. Ти си јадал затоа што за да јадеш. затоа што мозокот и телото ти направиле допаминска асоциација со одредени оброци. И кој што зборевме на епизодата со допамин, си јадал нешто, леле шо убаво, тоа чувството на убаво е пикот на допаминот, благо паѓа после тоа допаминот под бейслайн, благиот пат е тоа што креира нагон за да бркаш наредно допамин врвче. И па ако претходната асоциација ти била со некаков оброк, тоа што го осеќаш како глад не е глад, него е нагон за пак да си го задоволиш истото допаминче. Тоа почнува да станува сам за себе си го сваќаш, не теориски. Го осеќаш вака, сваќаш, леле човече, ја уствари секад јадам затоа што онака буквално како зависност од и посебно од јаглехидрати. Што ја дава првата причина зошто за мене е многу голема придобивка 17 сата е после таков ресет што буквално правиш рекалибрирање на тој цел систем околу допаминот. Што значи ти си сега бланко. Јас сум во таа луксузна позиција да можам да одберам првиот оброк ќе ми биде новиот репер за што ми е допамин врв. Сваќаш и ако сакам, седмица, ако сум бил доследен на процесов, и by the way, имам приметен дека вториот ден е кризата, ама третиот ден веќе имам доволно доследност и контрола на нагонот да сум тотално во состојба без големи како си ка искушенија да одберам здрав оброк. Не ми не иде да јадам благо, не ми не иде да јадам нешто такво многу богато што знаеш дека ти прави огромно задоволство. Не, толку сум некако стабилен и смирен и свесен дека окей, ова е златна прилика. Првите неколку оброци ќе ми бидат многу паметно, здраво, одбрани и готово. И јас сум го калибрирал сега системот. Ја ќе се вратам после во истиот оној континиум на јадење ради нагон. Ама нагонот ќе ми биде салата, јајце, што и да е здраво. И ова го тврдам од искуство, веќе неколку пати искусено. Исто ниво на задоволство ми причинува убава салата со маслиново, со некое семче, со некое козјо сиренце. Јас сум вака во екстаза, значи едва и чекам ко да јадам сладолед ко дете. лигите течат. Сакаш лиги ми течат, буквално истиот допамин врв го доживувам од такви оброци за тоа што сум поменал низ процесот.
спомнав искушенија. Тука мислам дека е најсилната причина зашто ја го правам ова. И е нешто што најсилно се забележува и е причина зашто мислам дека што поише луѓе треба да пробате за да го искусат ова. А тоа е да видат дека сме робови на нагони. Не само во јадење. Ние сме буквално робови на што и да се случува во овоа вреќа од клетки и ткива. Никаква контрола немаме во што и да мислите не си ги контролираме и се што правиме е на нагон, На аутопилот. на аутопилот, буквално си јадел благо, сега ќе сакаш да јадеш благо, зашто дека некои Си јадел солено. клетки Десерт се, и после они солено. некои бактерии, флора, фауна те води и ти си мислиш дека не, јас сакам. Не кеш ти, некои клетки те водат, ти ги креираат, мислите како и да е. Многу очигледно станува тоа. Знаеш како некако fast track, како ga нели mindfulness е многу атрактивно сега модерно у задње време. Да, еве ви уште една финта што ќе стекнете со 3 дена пост. Наместо да идеш сега на медитации, на mindfulness, па читај вакви, па 10 минути секој ден, па 2 за целта што е за да развиеш поголема свесност на своите мисли, на мисловниот процес, на телата, на мускулите. Општа свесност за себе е пракса на mindfulness. Ако не ти се прави тоа, пости 3 дена. Тоа е автоматски вака си фрлен у вежба на mindfulness. Затоа што моментално, уште на 10 саат, ќе почнат искушенијата. И тука веќе почнуваш да сваќаш. Дека сега се сведува на ја треба да се справувам со искушенија. Само контрола. И сега тука има една ова е моја теорија. Порано, збориме милиони години, во процесот на еволуирање на нашите тела, немало искушенија. Бар ја мислам, или јадеш или не јадеш. Мислам, може искушенијата биле сексуално водени, Или нема и тоа за репродукција. Да, репродукција, некои такви сексуални нагони за репродукција или опасност од племиња или што и да е, ама битно Fight or flight и тоа е тоа. пак тоа не се искушенија, така тоа се Нагони за живот преживување. или смрт, тоа се вистински нагони. Е баш уво, Да се види или не. нагони за преживување. Што значи порано било најнормално, или имаш да јадеш или немаш да јадеш. И тоа може да немаш да јадеш 5 дена. И така милиони години природава телово морало нешто да направило. Така се стекнувал статусот во Једи ги племето. тие капацитети што ние ги будиме телово, што ги има во себе да прави human growth hormone, stem cell, што и да е. Арно, ама како се осовременуваме, почнува да се појавуваат се повеќе искушенија, односно причини да воопшто постои нешто за ти да мора да одолеваш. Која не јаделе порано 5 дена, не одолевале, нема. Сега за да не јадам ја 3 дена треба да одолевам цело време Свесно нешто, да се- нон-стоп. Бомбардиран. Зошто? За да се задржи нешто што природата не направила и онака да го имаме у себе. Значи, за најоптимално да функционираме, треба да постојат тие процеси и за ние мора да одолеваме цело време на нешто за да може да ги користиме тие процеси што природата ни ги дала за да функционираме најоптимално. И тука најличното, многу, како се вика, интимно искуство споделувам сега, како дојдов ја до ова, е истражувајки уште од пред многу години. Читам, вакви бенефити, онакви бенефити, тралала. Ама неизбежно е да не ти текне дека чекај мал себе, човек, за постојање зборат више илјадници години. Све ова што набројав ја од првата половина на епизодата сега е дознато. Од кај уопште знаеле дека треба да постат пред 2000 години, пред 3000 години, пред 4000 години?
Мене тоа најмногу ме заинтригира. Бата ли биофизиолошки бенефити? Од кај им на нив таа мудрост, тоа знаење, очигледно има бенефити, за кои што они појма немале, зборам луѓе пред илјадници години, не милиони. Не поддржано со Не, податоци. збориме цивилизација, збориме народи, збориме 2-3 илјади. Нема религиско движење кое што нема Типови на пост. типови на постојање у своите ритуали. И мене тоа најмногу ме заинтригира да се прашам, чекај малце, значи, на нив никој не им дал листа на физиолошки бенефити, едноставно некој пробал, осетил нешто и почнал да проповеда, леле, луѓе, ја не јадев 5 дена, немате појма што се деси. И почна да проповеда. Јас са така го замишлям, сваќаш, ама тоа ми дојде. Ја така најмногу се мотивирав. Мене така ми дојде, чекај, значи, дури не пробаш, џабе читам. Очигледно не сме попаметни од 4000 години цивилизација и разни филозофии, мислители, што све не шамани и чуда, безброј генерации на искуство во животот и ние сме сега најпаметните, нема да постам. Така, мене тоа најмногу ме доведе. Таа спиритуална конекција, тоа и можам да кажам, откако го направив првиот 72 часовен, буквално нешто онако клише, окей, јасно ми е. Се просветли. Јасно ми е. Не ми треба. Оти реално, ја не осеќам ништо од ова што набројавме. Кога постиш ти 72 сата, ја не осеќам еве сега се уклучи аутофагија, еве stem cells ми се направија, ми пад. Океј, со инсулинов ако си истрениран можеш да го осетиш. Тоа кога преминува од шеќер на маст, има веќе од искуство, можам да го осетам кога се случува. Ама ова другово не. Ама битно, со цело свое битие можам да тврдам дека океј, јасно ми е. Јасно ми е зашто пред 2000 години некој стегнал да земе, да проповеда и да кажува на луѓе де постете, има зашто. И мислам дека тоа е, сега пак ова мое некое размислување, знаеш, ако размишляме на нагони, таа свесност, тоа потенцирање цело време, уште од антички времења на mindfulness, кој Буда, кој стоици, христијанство, стоици, ама сите тие некако како да сакаат да го разбудат тоа екстра ниво на живење и уникатност на човекот. Оти ако се водиме исклучиво на нагони, не сме ништо поразлични од животно. Бар ја така размишлям. Што значи, со самиот факт што ние имаме некој капацитет, ментален ли е, духовен ли е, не знам како, ма битно имаме нешто што направи уникатно различни од животните, е капацитетот да можеш да одолееш на нагон. Капацитетот да свесно манипулираш средината, за тоа сме различни. Мислам дека тоа е најголемата вредност на mindfulness и зошто постање она како хак, како кратење, шорткат на години тренирање mindfulness, издржи 3 дена пост и ти си стекнал некој ниво на mindfulness, на свесност дека буквално го активираш единственото нешто што те прави уникатно во целата природа, од секое друго живо суштество и битие. И кога ќе размислиш, тоа одолевање е тесно поврзано со друг пинг до друга епизода, delayed gratification. Delayed gratification, значи одложена добивка, одложен придонес, како концепт е нешто што има возможено цивилизации, напредок. Концептот на одложена придобивка е тоа што го тера човекот да со денови, месеци и години се труди кон нешто за чии ефекти ќе ги види многу понатака.
Цигла по цигла. Тоа е гради куќа. единственото нешто што е заслужно за нас како луѓе да напредуваме вака како што напредуваме. И за нели е тоа тесно поврзано со капацитетот и способноста да можеш да одолеваш на искушенија. Пред милиони години рековме немале искушенија, значи биле на ниво на животни. Ама рипни милиони години. Океј, сега има искушенија. Да, сега е многу потешко да постиш. Ама нели е тоа како екстра фактор што има допринесено да уствари и не направи луѓе? Да стигнеме до тука кај што сме. Да, има искушенија, не е исто. Арно, ама имаш и капацитет да одолееш на тие. И јас кога постам, ја тоа најмногу го осеќам. Еве на кратко ќе ти кажам за брат ми, може да завршиме тука. Што ми пише уствари преска? Мене ми текне дека он 38 дена. Мора објасниш поише за тоа, човек. Он Зашто? имаше прво 11 дена, зашто имаме преиспозиција за аутоимуна болест, фамилиарна, и он тука како он да ја спречи. И ја еве сум влегол во здрав лајфстайл, вежбање едно друго, начин Ти на си го јадење. избегнал. Па не знам, не дај Боже. Аха. Дај Боже. Ќе видиме понатаку живот. Али и он се обседна со тој момент на здравје. Сега нашол и истражувал дека постењето, односно фастингов, допринесува за таа работа да се избегне, нели, тие избегнување на аутоимуни Да, болест да. паралелно со рак. И тргна он со интермитент фастинг, кој што кажа ти полека, Значи он фати процес, прогресија да си прави. прогресија, несвесно мислам, дека како истражуваше, така експериментираш. Океј. Интермитент, кето, че све ова се тесно поврзани, нели, Тоа е, избегавање бе, на тоа е шекер, многу регулација слично, на да. инсулинот и така натаму, аутофагијата понатака. И вика, јас нема да ми, јас не го разбирав во тој момент, тоа не знаев, кога ми кажа ќе бидам на кето. Не треси глупости, кој славе со мајонез и со месо и со пребрада. Чекор пред мене е од тие работи, секогаш. И ја од него учам уствари за тие теми. И он уствари е секогаш експериментот од можам да посочам. Еве он направи вака и вака. И тргна прво, да ме убиеш, дали 8, дали 11 дена, бе, не се сеќавам. Првиот негов пост. Чисто вода. Чисто вода. Добра прилика да кажеме дека кога збориме за постење, збориме чисто вода. Вода, кафе. кафе и чај се важи. Кафе мислиме на еспресо, не на нескафе. нема- Со млека, нема не татоци, макијато, нема капучино, ништо. не. Чисто кафе и вода, Нешто што шеќер. сакам да напоменам, брат ти дали праеше малце сол да додаде во водата? Да, за ком Мин- минерали. Пиеше онаква електролитскиот баланс на телото се задржи. И ми кажа, напомени го ова, вика, ако некој сака да се нафати, нека не штеди на бренд на електролити, вика, нека земе малку поскап. Аха. Actually има врска, вика, и подобри се. Ке ти помогнат Значи он повеќе. има као накнадумано со електролити. Со електролити, да, вика, може би сгрешив тоа, викаат после 41 за онаа големиот пост што Аха. оно што викаш ти клинички мониторинг што има. И вода некоја од овие брендирани, зашто имаат минерали у нив, Добро. горска, морска, што се небитно. Не е од чешма, мислам. Кафе и чај, толку. И после некое време веќе постам 40 дена. Викам, не валја кај ќе издржиш, разбираш. Ама веќе се Бре. ускописти за нешто такво го тера. И И он се фати да се пости фати толку, бре. 38 дена и јадел само, сега ќе ти прочитам, не јадел, него внесувал псилиум хаск. Тоа ти е фибер во прашак, се раствара во вода. Проаѓа низ цревата, делува као лаксатив и не се абсорбира. Нема нутриенти. А Све зашто што го внесуваш внесува? излегува за као лаксатив за да ги прочистува цревата. А он плюс перфектен- сака да чисти. он Перфектен се е за долги постои. Јас. И почесто пиев вода и чај и ми пишал као алот. Многу многу. треба, многу треба. Да. Поредко кафе, исто така за дугачки постои и кафе најдобро се избегнува. На дугачки постои веројатно мисли не на 72 сата. Да, не, Него ова на е 72 друга и- категорија. ова. Да, и нагоре, за овие клинички мониторинг. што Он ги ствари кажуваш. ги има праено тие у Америка што ги Само спомнав. не бил клинички мониторинг, нема. Да. Па каде е тоа? И па еден дечко му кажа, еден другар мој, вика, видов некој 41 ден постел и умрел у стилот на своја рака. И мислам дека се исплаши и прекина тоа, на 38 Ма ден. да, стварно, тоа е веќе. А, Ама и да сакаш, кај ќе мониторираш тука? Треба да си букираш соба у болница.
Да, веројатно и не знам дали на го запад прават. има Да. клиники кај Кај што нас не знам колку си е стигнато. букираш како хотелска соба, сестра чатпат поминува, те пазате, гледаат и ти си на вода. Да, бе, да. Вика, на сред пост имаш heightened sense, као појак фокус и така натаму. Али после подугачко време, осеќаш само слабост и со големи букви. Вистински глад. Тука. Заборев да ти кажам, вика, за правиот глад. Различно гледаш на храната. Некако не знам како да ти го опишам тоа. Не си гладен као ти се јаде нешто, него другачие, спремен си да убиеш за храна. Така. Тоа е оној човечки нагон што го збориме и пред милиарда години, кој едноставно нема. Така е. И идеш и ловиш. Тоа е и вистинскиот нагон. Она се враќаме назад, нели, у камено време. Да. Така да, ова е негово искуство што го Па, пренесе. сега ме подсети, или ќе имаш нешто? Не, тоа е. Уште малце, значи, ме подсети за ова искуство. После 48 обично ја го осеќам тој вистинскиот глад. И најмногу тој ефектот на леле човече колку многу искушенија. Кај да се свртам има нешто да јадеш. И онака стварно го осеќаш различно. Чисто за мене лично да напоменам, ја обично ова го правам кога сум и во полабава тренинг фаза. Тоа ќе те праш, тоа ми каже он, Нели? лесно трчав и пливав. Тоа сега те прашам дали тренираш, зашто јас кога го пробав тоа детоксот, што не е уствари фастинг, извежбав еден тренинг, значи 24 сата не јадев освен тоа, нели, пол лит 750 мл дента што се направив целиарка ставица, со вода мешани. И после проба тренинг. И утре дента извежбав и као ладна пота осетив и направив кросфит и тренинг, ама не со некои килажи, него малку намален, као со кој правил со 60 power clean-ови со 40 кила, некој бокс джамп имаше така, не беше нешто спектакуларно тренинг, али колку да извежбам. И осетив као ладна пота и изнемоштеност и тешко ми беше. Да. И брат ми вика, после значи долго време више се осеќав многу изнемоштен и као слаб. Да. Тие такви екстремно долги постови се Веројатно за тоа се и во клинички медицински environment. работи се. Више лечиме сериозни работи и да. И неговото враќање било 3 дена поред со супа со говедски коски. Да има желатин, да се ослободи од коската, од коскевата срж, желатинот. Процесот на враќање Презздраво за јадење нешто, треба да е. презздраво нешто. Еме во течна форма, има се можно од нутриенти и ти треба подолго аклиматизирање на солид, на тврда храна. Ја обично од аспект на тренинг 24-48 продолжувам да тренирам, ама никако интенсити. Зона 1, Так. зона 1 и многу лесно. Крузаш. Многу лесно. Кога се решавам да правам 3 дена пост, обично гледам да го правам после голем циклус, макроциклус од тренинг фаза, кога и онака би одмарал. И ја овие денови, овие 3 дена, не тренирав ништо, арно ама, сегде кај што треба да одам пеш и дури бајаги пеш. Збориме 10 километри. Тоа ми е као место тренинг. Без проблем. Од дома, центар, свртиш таму, обрска ваму, со сопругата ќе свртиме плюс круг шетња, значи си пешачам без проблем, ама и ја би препорачал да не се експериментира со интензивни тренинзи и така дале и така дале. Јас кој реков додавам сол во вода и пијам кафе и толку. И тоа пијам како си правам за да знам дека сум испил од сабајле 2 шишиња купечки и додавам хималајска сол, затоа што нашиве води се прилично слаби на минерали. Да. Треба ептен да го бараш некој бренд, да видиш дали се доволно минерализирани, за да не мора да додаваш за тој електролитен баланс минерали. Сепак самите нервни импулси им требаат минерали за да патуваат. Гладта ја рековме. Исто така ослабе 20 кила. Брат, ти ослабе? Па нормално. Да, парно па ме подседи. Ја обично на 72 сата пост губам 3 до 5, ама мислам дека Колку повеќето враќаш тоа е пост? вода. Да.
Водата се врзува за јаглехидрати, што почнеш да ги губиш јаглехидратите, ја губиш и водата. By the way, тоа е тоа што помага и со инфламации. Сите тие вишок јаглехидрати, вишок шекери се складираат негде, си врзуваат вода, си прават отоци, микроотоци, ваму, таму, колена, кичми, рамења, се снемува, ненормално здраво и сваќаш дека ова мене секат ме болело. Прв пат да го осетам да не ме боли. Некој притисок, некој така како си затегнат у кичма или не знам што, третиот ден ништо, човек, ништо, значи вака. И нешто што секогаш го потенцира многу, спиењето. Ау, третата вечер. Он ми кажа дека имал тежок проблем, па не соници. Не, ја 3 дена сум правил, После 10 не знам случаи. што правил, бати, ама третата вечер, кога спијам, не се објаснува тоа какво длабоко ниво на релаксација, што пак е како оно друго, но дури не го осетиш, не знаеш, не си ни свесен дека можело така. Дишењето вака како уште издишуваш и како уште еден степен на издишување да има. Како обично, не знам, ти трае толку милисекунди, толку секунди издишувањето, сега трае уште 2 секунди плюс, природно вака како не се опишува која длабока релаксација ја осеќам третиот ден за спењето. И сето ова, да заокружиме, ме води кон фактот дека уште една неопислива работа, а тоа е буквално осеќаш друга состојба на живењето. Сваќаш дека постојат повеќе различни состојби на живење. Да си постојано на кетоз, не може да ти објаснам, че вака друга е смирена, други ми се мислите. Тоа со глата кога ме фати. Кога те фати, значи Тоа не го кажавме неколку пати, најавки испадне. напореден факт. Значи нагон страшен вака за глад. И сега ти се менуваат мислите, моментално доаѓаат оправданија. Ајбе, доста се 48 сата, супер си. И пак mindfulness, се фаќаш, ја фаќаш мисла, леле, че од кај дое мислава? Ајде бе, што е ништо нема, а ти биде стај мет у чајот. Сваки вака ги фаќаш ми, леле, човеч, опе ти немаш ме вака наплив на идеи, на мисли, на оправданија, на иди, ајде, тргни, стани, тргни, се бориш буквално. Ја мислам дека тоа е бенефитот на постот, да го искусиш тоа. И тоа е онака, мислам дека 10 години тренинг mindfulness имаш у една вечер. Ако успееш да го пребродиш. И среќа, мене ми се случи негде од 8 до 10, буквално suffering. Седење и тргни, те влече, рацеве вака, стани. Наркоман? Наркоман. И си легнав и го осетив оноа длабок. Глад невиден. Значи ти у исто време глад невиден, дупка вака Ти не. збора цревата. Дупки, ма какви црева? Заборај ги цревата. Дупка од глад, ама у исто време и таа длабока релаксација. Заспав за 2 минути, станав са бајлево, ништо, нема, готови кам 17 тука се у джеп. Третиот сет вежба од 5 сета. Тоа е така. чувството. И тие 2 сата, тој процес на победа е исто уште еден огромен бенефит што нема врска со биофизиологија, е уште една бенефит што многу би ја препорачал на секој што сака да проба, е тие мини победи. Тоа сваќање дека сме на нагони. И разбирам, животот е многу тежок за многу луѓе, на крајна памет не име сега да земе, да тиде да мисли на храна, да мисли на ваква исхрана, вакви тренинзи, ова било здраво, тотално разбилило на некои луѓе, им е многу тежок животот, немаат ни време, ни ресурси, имаат проблеми у живот. Арно, ама тие проблеми сами нема се решат. Сами доаѓаат, ама не се решаваат. Решавањето на проблемите пак трга од тебе како индивидуа. Ама биди бар малку свесен дека од тебе како индивидуа тргаат и тие идеи и мисли што не ги контролираш. И немаш искусено победа
во животот, за да имаш верба во себе дека можеш. Многу луѓе кои читаат за вакви ствари у старт се откажуваат затоа што викаат, а ја ова нема шанси. Навикната да губи. Не искусил победа. Од протоколите што ги објаснивме, почни со 12 сата. Кажи си, 12 сата нема јадам. Колку и да ти е тешко и ако издржиш, тоа е една мини победа. Па и не издржи, пробај пак. Тачно, браво. И да не издржиш, окей, изгубив. Ама тоа е прв чекор кон свесноста. Тоа е прв чекор кон mindfulness. Знаеш дека 8 сати си издржал, сега идеме 9, 10. Тоа е, чекај бе, јас сам си реков 12 и сам си се поразив. Маратон не се трча одеднаш. Вау. Изгубив, човече. Зашто? Затоа што видов чоколадце. Следен Окей. пат ќе нема чоколад. След не, ќе го има, ама ќе издржиш. Или ќе учиш од грешките, ќе се мини направиш победа. environment. Мини победа и полека целиот мајндсет ти се менја. Затоа што, можам 12, можам 16, види денес само еднаш јадев. Ајма се запнам сега 2 дена. 3 дена, па утре кога ќе сакаш да решиш тренинг, ќе знае, па можам, ќе го имаш искуството лично дека кога ќе си кажеш нешто, си го успел. И тоа после важи за све. Кажи си дека ќе тренираш, ќе успеш. Кажи си дека ќе јадеш здраво, ќе успеш. Кажи си дека ќе пристапиш различно кон животот, работа, шефови, проблеми, што и да е. Тие се тие мини победи. Уште една од тие скриените причини зашто се пости. Што друго? Ја мислам дека покривме све. Тоа е тоа. Мислев дека ќе завршам побрзо, ама не. Фала ти, Жаре, на темава за денес. Фала ти што ми го даде мене времето. Ја имав одамна желба да си го споделам ова искуство. Се надевам бар некој ќе мотивирам да го испробува, чисто како уште една различна состојба на живење. Слободно контактирајте ме за се што заборив да кажам. За се што интересира од лично искуство, како сум се справувал, многу би сакал да помогнам на некој. И тоа е тоа. Поздрав, дечки. Поздрав. Чао, чао.